Kaj mi отиде Денес, како што кажавме, продолжува имунизација на пратениците и останатиот дел на службата кој што има определени пречки пред одниот пат. И со ово фактички отпочнува фазата на имунизација по првата, односно по втората вакцина која што ќе ја земат, ќе овозможи по соодветна работа на собранието и се надевам од втората половина на мај да се врати нормалниот начин на работа на собранието, секако почитувајќи ги и понатаму процедурите и протоколите кои што се воспоставени со одлуките и со мерките кои што се превземаат од државните надлежни институции по ово прашање. Па јас како председател на собранието поднесов целосен список на пратениците, 120 нив. Според процедурите секој од нив добива порака за терминот кој што е предвиден и во која група е, во кој од боксовите би требало да се вакцинира. Нивна лична одлука е кој ќе дојде, кој нема да дојде, тоа више не е работа на собранието, односно не е више одговорноста на председател на собранието, тоа е волја на секој поединец. Битно е, сите се предвидени, а кој како ќе одлучи, тоа е нивна ствар. Ќе примат вакцината на Спутник и денеска во 3 групи е организиран процесот на вакцинација. Паралелно на сето тоа, во овој пункт во салата Борис Трајковски тече вакцинацијата и на постарите граѓани над 73 години. Од Фейсбук не се граде политика. Ако некој напишал дека пратениците се привилегирани, ќе одат да се вакцинират со Pfizer и сега менува министрот, не, ќе одат на Спутник. Мислам дека катастрофална ситуација. Еве денеска некои што биле претходно на AstraZeneca не се вакцинирале, сега се вакцинираат на Pfizer. Значи, тука сум веќе 2 сата, разговараме со граѓаните, со тие што ги вакцинират, така да можеме и ние да откажеме денеска, да чекаме друга ако сакаме, но проблемот е што една беше најавата, официјална, сосема друга излезе во праксата. Правото на избор е лимитирано од страна на министр за здравство, што е крајно некоректно и неупатно. Со која би сакала да се вакцинира? Со било која, али со таа што најави. Ако најави Спутник, ќе можев да се определам, сакам со Спутник ќе дојдам, ако не сакам немаше да дојдам. Тоа е проблемот. Еве реакцијата сите пратеници е истата, меѓутоа не смеат да искажат став, реакција, а сите практично се вознемирени бидејќи испадна класична замена, не знам сега да не кажам превар. Така да целокупниот систем околу вакцините знаете дека касни, дека не знам ние колку време ќе ни треба за граѓаните во оваа држава да стекнат колективен имунитет. Со вакво темпо на вакцинирање, мислам дека ефектите ќе бидат минимални. Можам да кажам дека процесот на вакцинација се одвива одлично, гледам одлична организација. Од она што го имам како информација од здравствените власти, вакцините дополнително како што доаѓаат и како што се набавуваат количините, така ќе бидат повикани граѓаните. Сакам да искористам приликата сите граѓани да се појават во времето во кое ќе бидат повикани, за што поуспешно и подобро да го завршиме овој процес во интерес на здравјето на сите граѓани на нашата земја. Денеска значи имавме таа можност да се вакцинираме, да ја примиме првата доза на вакцината. Повикуваме сите граѓани значи да се пријават за вакцинација, затоа што ова е најдобра можност побрзо да се вратиме на нормала. Ние као пратеници сакавме со нашиот пример да докажеме дека вакцината е безбедна, дека сите небулози што се појавени во јавноста не се вистините и ги молиме значи сите да се пријават за вакцинација. И она за што се спремаме е со целокупната количина од 200.000 дози на вакцината Sinopharm, кој што треба да стигне околу 28 април, а за што е спремен планот и дистрибуција согласно бројот на пријавени граѓани на сајтот вакцинација МК, кој што веднаш после пристигнувањето и веројатно тоа ќе се
преклопи со великденските празници ќе биде дистрибуирана широм државата и вакцинацијата со таа вакцина ќе започне во вторник непосредно после завршувањето на великденските празници. До тогаш ќе бидат сите спортски сали и училишни сали во сите 6 градови спремни, салата во Охрид е веќе спремна, до понеделник, односно вторник и сите останати, во останатите градови во Штип, во Куманово, понатаму во Битола, во Тетово и во Кавадарци, ќе бидат спремни и опремени и со потребните фрижидери и опрема и со кадар од соодветните здравствени домови за да вакцинацијата започне согласно распоред. Hämten olla niska.